Добро утро и до вас, колеги. Токму така на светскиот ден на математиката, на мое и наше огромно задоволство, денеска заедно со нас во Македонија наутро е математичкиот генијалец Македон Димитровски, па нема да должам директно ќе започнам со разговор со него. Македон денеска се одбележува светскиот ден на математиката. Дали знаеш зошто се одбележува овој ден? 14 март и бидејќи март е третиот месец, е 3 и 14. Тритот каже 13, а тоа е пи. Така. Македон, ти уште од многу мала возраста започна да решаваш математички задачи. Од каде љубовта кон математиката? Па, јас не знам, јас сум имала од почетокот дарба за математика и ме привлекувало. Сум почнала од кога сум открила за математика на мала возраст, сум ги гледал таму броевите на колите, сум собрал, сум одзела и од таму ми почна интересот што стана поголем и поголем и сега ја учам многу понапредни работи по математика, многу ми е убаво. Така, знаеме дека си бил на многу надпревари, си учествувал и си добил многу награди. Кои надпревари ти биле најтешки на кои си учествувал? Јас баш таму сега и јас сум добил вкупно 10 медали, 7 златни, една сребрена и 2 бронза. Па јас сум бил на разни меѓународни надпревари и сега на мене ми се многу добри, ми се допаѓаат. Не ми се претешки, па да речам, леле колку беше ова тешко, ама не се прелесни за да ги добијам секој пат златен медал без престан. Така. Да. Освен математика, знаеме дека сакаш и астрономија. Зошто астрономија? Бидејќи сакам да истражувам за звездите што се толку далечни и што се толку големи и галаксиите и дека такви работи постојат толку далеку во универзумот колку е голем. Така, и кои се најголемите планети што ги знаеш? Најголемата планета е HD 100456b и таа планета е толку голема, 1 милион километри во диаметар и 2/3 големина на Сонцето. Но тоа е исто така, ова планета може би наречена кафеава џуџе, што е како измеѓу планета и звезда. Кога е преголемо за планета, ама премало за звезда. Така, Македон, од тебе може да се научат многу работи и уште едно прашање за крај. Што е твојот следен предизвик? Дали ќе учествуваш на некој, можеби, надпревар? Мојот следен предизвик е науката. Не е важно дали некаков надпревар или ништо друго. Важно ми е да учам, да истражувам и за математика, за астрономија, за се друго што ме интересира, за да знам и за да станам уште попаметен. Така, Македон, ти благодариме што ова утро беше гостин во Македонија наутро. Ти посакувам уште многу успеси, многу награди и гордо да ја представуваш нашата држава Македонија. Тука заедно со нас е и господин Владо Димитровски, родител на Македон. Господине Владо, кога го откривте талентот на Македон? Па талентот на Македон го откривме уште на многу рана возраст, затоа што он се разликуваше од сите други деца, нарочито во однос на математиката. Ги читаше броевите на колите, многу рано почнува да собира, да одзема, без некој да го учи, така да одма видовме дека ипак се работи за надарено дете. Така. А колку е важно родителите да ги поддржуваат своите деца кога имаат ваков талент? Мислам дека една од најбитните работи е поддршката што ја добива Македон од нас, заради тоа што само на тој начин ќе може он да си го реализира својот потенцијал. Верувам дека е голем, но и големо е нашето залагање да што повеќе добие ресурси, добие знаење, добие прав вид на образование, а ние тоа гледаме да му го возможиме. Така, и уште едно прашање за крај на нашиот разговор. Колку нашата држава вложува во талентирани деца? За сега можам да кажам многу малце. Се надевам дека во иднина ќе може тоа да се смени, дека ќе ни обеќаја дека
таа работа ќе се смени, дека многу повеќе не само за Македон, за сите талентирани деца во Македонија, а верувајте ги има доста, ќе се направи посебен фонд со кој овие деца ќе добијат се што ми е потребно. Така, господин Владо Македон, ви благодариме што бевте ова утро во програмата на македонската телевизија Македонија наутро. Ви посакуваме многу успех. Македон, ти посакувам многу успех. Беше многу убаво. Благодарам. Разговаравме со Македон Димитровски, неговиот татко Владо, по повод светскиот ден на математиката.